Почитувани, денешната пресконференција е по повод одржување на конститутивната седница на Советот на Општина Аеродром. Би сакал да информираме јавноста, а пред се жителите на Општина Аеродром, дека советничката група на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН ќе действува како конструктивна опозиција во Советот и при тоа ќе даваме поддршка на сите позитивни проекти што ќе ги реализира општинската администрација, а кои ќе бидат од значење за жителите на Општина Аеродром. Меѓутоа, како советничка група, исто така и ќе ги критикуваме и ќе се спротивставиме на сите проекти кои нема да бидат од интерес на жителите на Општина Аеродром. Новиот градоначалник ја презема општината со буџет од 3,5 милиони евра, без ниту еден денар долг и без ниту еден кредит, но и со огромен број на реализирани проекти. Искрено се надеваме дека новиот градоначалник во интерес на жителите на Општина Аеродром ќе продолжи да ги реализира веќе отпочнатите проекти од претходниот градоначалник, како што се изградба на нова детска градинка во Ново Лисиче и проширување на улицата Коста Новаковиќ, зашто веќе се обезбедени средства во буџетот на општината и се склучени договори за изградба. За жал, како советничка група, имаме сознание дека градоначалникот и советничката група предводена од СДСМ за денешната седница на Советот планира да стават и дополнителна точка на дневниот ред, а тоа е одлука за раскинување на договор за јавно-приватно партнерство со приватен инвеститор за изградба на нов современ спортски комплекс во близина на спортската сала Јане Сандански. Поточно за изградба на тениски терен, стадион и комплетна потребна инфраструктура, со што Аеродром ќе беше меѓу првите општини во регионот, а секако прва општина во Македонија која ќе имаше тениски терени согласно стандардите за одржување на АТП тениски турнири, но и место за спорт и рекреација на жителите на општина Аеродром, како и можност за околу 100 нови вработувања. Дали станува за бизнес интерес или нешто друго ќе видиме наскоро. Меѓутоа, ако првиот проект на новиот градоначалник е прекинување на нешто што веќе е сработено и е обезбедена инвестиција од повеќе од 10 милиони евра од приватен партнер, за што е вложен огромен труд, не можеме да бидеме големи оптимисти за идниот развој на општина Аеродром, особено со интензитет како досега, кога општината беше предводена од ВМРО ДПМН.